Како може да се реализираат сите активности во услови кога Народен музеј Велес има само 4, мислам, вработени и се разбира еден менаџер? Да, од претходното прашање вие можете да видите дека ние имаме премногу амбициозна програма. Амбициознава програма која што е поставена е програма која што може да ја изработи само еден носител на дејност, затоа што ние навистина во музеот имаме 4 вработени и раководител, односно директор, меѓутоа носител на дејност е само едно лице, тоа е археолог. И навистина ситуацијата е алармантна, затоа што за да функционира еден музеј мора да има кадар, односно мора да има носители на дејноста. Оние кои што ќе ја креираат политиката на музеот и оние кои што музеот ќе го направат стручна и научна установа. Алармантен е фактот дека мора да се работи на кадровска екипираност на музеот, затоа што ако ја согледаме сегашната ситуација на музеот, ние имаме две диаметрални и конфронтирани аспекти. Музеот поседува огромни збирки, затоа што во периодот на неговото настанување тој бил регионален или околиски музеј кој што е покривал целата територија на Поврдарието и аналогно на тоа, во овој музеј во периодот на 50-тите и 60-тите години се собирал и се депонирал целиот материјал откриен на територијата на Поврдарието до Гевгелија, а од друга страна имаме музеј во кој што во моментот имаме само еден носител на дејноста. Ситуацијата е алармантна и од друга страна, а тоа е следната. Ако одиме наназад на почетоците на развојот на музеот, и самата фигура која што го создава овој музеј е историска фигура. Значи, почетоците на музеот датираат непосредно по Втората светска војна, односно веќе на 24 март 1946 година во рамките на Велешката гимназија по иницијатива на гимназискиот професор Ѓорги Милошев. Значи, личноста која што подоцна е именуван трет по ред архиепископ на возобновената Охридска архиепископија господин Гаврил, престојувал во Велешката гимназија, впрочем бил професор и он ја започнува таа иницијатива за креирање на музеот. Меѓутоа, подоцна веќе се отвори првата изложба на 26 мај 1946 година. И сега сме доведени во ситуација во еден град кој што ги удира темелите на социјалната револуција, културната мисла, општествениот развој и генерално целокупната напредна мисла за пробудувањето и развивањето на македонскиот идентитет, ние сме доведени во ситуација да имаме еден музеј кој што работи со еден носител на дејноста. Сите ние кои што сме вклучени во оваа проблематика, мислам дека ќе сносиме одредена историска одговорност спрема нашите предци, но и спрема нашите идни генерации, а не само историска одговорност, туку и ќе представува еден културен дебакл доколку музеот не се екипира кадровски. Затоа што кога ние зборуваме за културното наследство, треба едно да разбереме. Културното наследство не се дели на локално и национално. Тоа припаѓа на целата држава. Музеот поседува ретки примероци, тука можам да зборувам за археолошките предмети, кои што се познати и значајни не само на национално или државно ниво, туку и многу пошироко во светски рамки и кои што впрочем не презентираат во светот. Затоа што генерално говорејќи, културното наследство е единствен сегмент со кој што ние можеме да одиме рамо во рамо со светот. Затоа што ние поседуваме огромно богатство. Особено заради фактот што нашата местоположбата на Велес покрај Вардар, покажува дека тоа е главната рута по која што се движеле сите цивилизацијски текови
од праисторијата па се до денес. И сите тие цивилизацијски текови во одреден момент оставале белег на овој простор. Тој белег ние во музеот го чуваме. Меѓутоа, доколку кадровски не се екипира, а една институција ја прави кадарот. Значи, како што секој организам треба да живее со здрав и жив орган, така и оваа институција треба да живее со кадар. Затоа што кадарот ќе даде живоста на институцијата и на тој начин ќе даде една добра презентација на она што ние го поседуваме. Проектите се особено сериозни и огромни и бараат ангажман на многу луѓе. Ние во музеот повремено ангажираме луѓе кои што се дипломирани, конкретно можам да зборувам за археолози, и кои што многу добро ја знаат проблематиката. И навистина музеот ќе има огромен бенефит доколку им се реши статусот на тие луѓе, затоа што во моментот кога тие луѓе ќе се вработат, ние веќе добиваме кадар кој што е подготвен и може да ги превземе работите и да си работи непречено. Значи не е потребен период на адаптација, туку имаме веќе готови кадри кои што можат да одговорат на предизвиците на музејското работење. Единствено што претпоставувам од сето ова што го кажавте е отворање на конкурси и прием на луѓе. Тоа треба државата да го направи. Тоа треба да го направи државата. И сега сакам да нагласам дека според систематизацијата ние имаме систематизирани 17 работни места. Од тие 17 работни места се пополнети само 4 работни места. Од тие 4 работни места, тројца се помошно-технички персонал и само еден носител на дејноста. А тоа сте вие и човек сам во одделението за археологија? За археологија. Со тоа што сите други одделенија се затворени. Јас се надевам дека овој проблем ќе се гледа како проблем од државен интерес, од национален интерес и од културен интерес. Да. Затоа што културата припаѓа на сите, меѓутоа ако не ја зачуваме ние културата, тогаш имаме одговорност спрема Кочо Рацин, Коле Неделковски, Васил Габинов, Рајко Жензифов и сите оние кои што ги удриле темелите на социјалната, културната и општествената преродба не во Велес, туку и во Македонија. Ви благодарам.